овој прв утрински брифинг денеска со разговорот ќе започнеме со една, морам да кажам, исклучително интересна иницијатива. Со мене во студиото е Здравко Јосифовски. Добро утро, господин Јосифовски. Добро утро за вас и за вашите гледачи. Вие ја предводите угостителската стопанска комора. Независната угостителска комора. Така е. И вчера издадовте едно соопштение кое ми го привлече вниманието, а од соопштението гледам дека тоа не е баш нова идеја. Вие објавивте дека сте подготвени и сакате да стартувате една глобална криптовалута која би се однесувала на угостителството. Значи да можат оние кои што ќе ја користат да практично ја трошат за потребите, за сервисите, за услугите кои што ги дава македонското угостителство. Но природата на криптовалутите е таква што таа, затоа и велам глобална, бидејќи во суштина тоа е и потенцијата на целата идеја, нема локални криптовалути, туку еднаш која ќе тргне, таа оди без ограничувања во овие смисли, национални граници и така натаму. Ве молам, образложите ми малку идејата, за што сушто станува збор, па потоа ќе одиме во некои практични детали и други до објаснување. Знаете, новото време нуди нови можности и треба да се прилагодуваме. Ако анализираме изминатиот период и векови, стално имало по некоја револуција, дали била технолошки, идеолошки, така натаму, која што носела сама по себе многу промени, кои што на почетокот не биле прифатени, меѓутоа со тек на време се покажале дека за општеството значат и како добри промени во унапредување на стандардите и животот. Значи, оно што ние во моментот го согледувавме е проблемот со кој што угостителската индустрија се соочува изминатиот период поради пандемијата што се појави на глобално ниво. Фактот е дека ниту владите, ниту останатите финансиски институции немаат веќе намера, односно стравуваат за било какви инвестиции и подршка на угостителската индустрија, што на некој си начин угостителите се оставени сами на себе да изнаоѓаат начини и модули како да преживеат. Како комора имавме за задача да ги пробараме сите алтернативни начини на кои што може на некој си начин да се направи подршка на угостителската индустрија, при тоа не нарушувајќи ги постојните законски регулативи. Она што сме сведоци изминатава година, дека имавме енормен бум на криптоиндустријата, не само на глобално ниво, туку веќе краците стигна и на локално, односно до секој од нас, така да, иако до пред неколку години се шепотеше за криптото што е како е, денеска веќе слушаме дека секој втор, трети, пети или десети инвестирал или инвестира во крипто, се збогатува или губи. Да бидеме малку попрецизни, тоа малку и го разговаравме, во Македонија има меѓу 20 и 30 илјади дигитални паричници, бидејќи тие кога се регистрираат и со националната, да кажем, географската припадност каде се. Тоа не значи дека се толку иматели на такви дигитални паричници, бидејќи вие може имате и 10 дигитални паричници во моментов, но сепак е тоа една цифра која ви дава за право да се надевате дека илјадници луѓе кои имаат дигитални крипто паричници ќе ја искористат можноста да пазарат, да ручаат, да вечераат, да преноќат и така натаму во угостителството. Гледате вака, кој инвестира во крипто? Во крипто инвестира тој што има пари. Значи, целата суштина е на крајот ако заработите, целта на парите е негде да се потрошат. Безвредна станува смислата на штедењето на парите или организирањето на приходи, доколку истите не можете да ги искористите. Факт е што кажавте дека во повеќе информации од светските минувачници и берзи кои што се евидентираат согласно последните правила и собственоста на тие паричници, односно потеклото од каде се евидентирани околу 25.000 сметки дека се водат на македонски граѓани, што во принцип секој еден кој што има официјална сметка има најмал уште по една сметка. Фактот е и дека ни една сметка сигурно не е со по 100-200 евра, можеби не е ни со по 10 или 100.000 евра, меѓутоа ако земеме еден просек, излегува дека од Македонија веќе македонците имаат инвестирано повеќе од 100 милиони евра во криптосредства, што е факт дека тие пари не се инвестирани во Македонија, туку се инвестирани во надворешни крипто коини или токени или останати криптосредства што популарно ги викаме кај нас, и дека тие пари се отидени по разни нови проекти и идеи, глобални кои што се прикажани. Затоа што разликата помеѓу она што постоело до вчера и она што го нуди криптосветот е дека сите овие работи постојат и претходно. Во смисла на берза, на благајнички записи, да кажеме на обврзници кои што се издаваат од држави или од фирми, меѓутоа единствена разлика е сите тие претходни финансиски инструменти се строго контролирани и централизирани во склопот на земјите. Она што го понуди за прв пат криптосветот беше на некој си начин либерализација на сето тоа, самостојната одлука на индивидуалци да одлучуваат дали
каде и во кои фирми ќе инвестираат и финансираат, за кои профити и со колкав ризик. Да. Тоа е следното прашање. Вие, кога реков дека ова иницијатива не е нова, таа не е прастара, меѓутоа пред 2 месеци сте се обратиле, како што информирате, до надлежното министерство, до Народната банка на Република Северна Македонија и до другите, да кажем, надлежни институции во кои ги информирате дека имате намера ова да го правите. Имате ли до сега, бидејќи како што е познато, ама се уште има многу луѓе кои се нови во материјата, таа област не е регулирана во Македонија, како и во многу други земји во светот, што значи не е ни забранета, не е ни дозволена, а што не е забрането е дозволено. Што се реакциите од официјалните институции? Бидејќи ова сега влегува во еден, а особено ако се создаде една помасовна, да кажем, потрошувачка, влегува во една дисторзија на постоечкиот материјален финансиски систем во Македонија, кој е гарантиран и контролиран од страна на властите. Значи, не би се сложил со констатацијата, затоа што нашата цел на изнаоѓање на начин за прибирање на средства со кои што ќе се помогне на угостителите и угостителската индустрија не е нарушување на постојниот финансиски систем, него баш напротив, помош и поддршка на владата во смисол на прибирање на средства кои што нема да бидат директно као помош која што се очекува за време на пандемијата, него самите угостители као една мокна индустрија да изнајдат модерни начини со кои што ќе можат на некој си начин да обезбедат идни приходи за своите услуги или идни инвестиции за развој и унапредување на туристичко-угостителски сектор, користејќи ги баш ова што денеска се случува, така наречена криптореволуција или криптоинвестиција. Со други зборови, доаѓам јас во ресторанот или во хотелот или што и да е угостителскиот објект, го отварам мојот паричник, вечерата чини да речеме 3000 денари и ја плаќам со криптовалута. Гледате, тоа ли е идејата? Значи, прво мора малце да ги дистинцираме работите, затоа што тоа постои и ќе постои. Значи, со која валута ќе плаќате вие во одреден угостителски објект, дали тоа ќе биде локален, регионален или глобален, значи апсолутно не е битно, зашто и сега постои. Се знае дека централизирана валута во секоја држава е таа што е, меѓутоа негдека во светот е дозволено да се плаќа со разни валути, вклучувајќи и криптовалутата. Она што е наша идеја, ние не зборуваме сега за издавање на средство за плаќање во угостителски објект. Сакам да го расчистиме, затоа ве водам во... малци има забуна. Значи, криптосветот, иако налик изгледа едноставен, тој е и tekako сложен и комплициран. И сега, за да можат луѓето да сватат, јас ќе ја поедноставам работата 2 чекори малку назад. Значи, до пред пандемијата постоеше една голема доверба во туристичко-угостителскиот сектор, кога големи туроператори или туристички агенции насекаде во светот закупуваа угостителски капацитети. Дали тоа биле хотели, дали биле ресторани, дали биле тоа одредени тури, авиони и така натаму, кое што за време на пандемијата се наруши и не постои. Значи, никој веќе не сака да инвестира во идната сезона да закупи капацитети. Затоа што не постои гаранција и сигурност дека тоа би можело да се биде исполнето. Денеска сме сведоци дека повторно постојат изузетно ефтини пакет аранжмани кои што се нудат за одредени дестинации, меѓутоа луѓето не ги купуваат. Не затоа што не сакаат да одат, него затоа што немаат сигурност. Идејата, значи и концептот кој што ние сакаме да го понудиме се вика така наречена токенизација. Значи, издавање на токен како едно средство кое што е криптосредство, пропратено со соодветни така наречени паметни договори или смарт контракт што ги викаат, кои што на инвеститорите или купувачите ќе им даде сигурност дека услугата што ја купиле или се стекнале со правото да ја добијат, во некое сидно време ќе можат да ја реализираат. Да ви поедноставам. Што е тоа различно од резервација? Сега во хотелот и викам сакам во јуни 10 дена. Сега ќе ви кажам што е разликата. Постојните системи кои што функционираат како информатички технологии, да ги наречеме Booking, Airbnb, Expedia и сите останати кои што нудат, да кажеме, на угостителските објекти можност да своите услуги ги пласираат на светот, угостителите даваат големи дисконти, а парите ги примаат за доцнато, после месец или после 2 или дури и после недела, не е битно колку. Меѓутоа едно од факт, они не знаат колку во идно време ќе имаат. Има една разлика, издавањето на токенот, да кажеме, ако вие сакате во наредните 2-3 години да посетите 200 дестинации, дали се вика тоа Куба, Македонија, Балкан, да кажеме, и вие не знаете дали после година или две таа дестинација ќе кошта 1000, 2000 или 3000 евра, ама сега знаете дека имате цени за 7-дневен аранжман по 690 евра. Замислете ситуација да вие си ги купите тие аранжмани 3, да не бидете врзани со време и со простор кога каде ќе отидете, а тоа да може да го реализирате во некој си наден период. Дента кога ќе го реализирате тоа, вредноста на пакетот што сте го купиле денес може да биде 2 пати или 3 пати поголема. А вие ќе го користите по таа цена по која сте го купиле? Сте го платиле. Со уште
Една разлика само да расчистиме, ако вие поради било која случајност не можете да искористите цената после година, 2 или 3, имате право да го отстапите по тогашната актуелна цена на некој си друг, кој што може да ќе го плати два пати. Што значи ние правиме една спојка помеѓу виртуелниот и реалниот свет, на кој што на виртуелното крипто средство му даваме реална вредност и инвеститорите кои што би вложиле, би купиле или би инвестирале сега во тој така наречен токен, практички во ниеден момент не би можеле да изгубат. Би имало некој баланс на вредноста на тој токен кој што за сезоната, за локацијата би можел да има некоја разлика каде што луѓето кои што сакаат да тргуваат ќе можат да заработат, односно инвеститорите на подолг период ќе можат да остварат приходи, ама она што беше најбитно што ме прашавте, која е разликата помеѓу постојните системи и ова што ние го нудиме, разликата е што парите што би се прибрале сега, дали ќе бидат илјадници, милиони или неколку десетици и стотини милиони евра, практички ќе бидат инвестирани кај угостителите членки на комората, кои што услугата ќе можат во еден период да исплатат со своите услуги. Јас повторно ќе ве вратам сега на реалниот свет. Така. Како ќе дојде до допирот помеѓу виртуелните валути, овој тип на, ајде јас ќе ги упростам, ќе ги кажам резервации кои ќе се случуваат во криптосветот и така натаму, и моментот кога ќе треба фискална сметка да се издаде. Значи затоа ве враќам и на ова што го комуницирате со институциите. Одлично. Значи нашето беше заради регулација на данокот и останатите приходи да немаме проблеми во случај ако дојдат малце повеќе пари на сметка, да луѓето знаат дека тие се легални пари што се пристигнати и дека за истите се исплатени сите даноци. Многу е проста варијантата. Вие како пошто принципот на функционирање без разлика дали ќе го земеме крипто и токен, значи е принцип на авансно купување на одредени пакети аранжмани. Кога вие на одреден хотел или на одреден угостителски објект ќе му исплатите 10, 20, 50 или 100.000 евра, во смисла за обврска што треба да ја даде, он ќе ви издаде фактура по тој договор. Издавањето на фактурата практички угостителот си го плаќа и данокот кој што е регулирано. Сакате да кажете, ако јас од 10.000 евра откупам 2 ката од некој хотел за следната сезона, и тие ги платам со криптовалути, хотелот ќе издаде фактура и ќе го плати данокот со реална валута? Не се вака. Значи, идејата вие како лице или како туристички оператор или туроператор и туристичка агенција и денеска закупувате аранжмани кои што ги нудите со фиксни термини, со фиксни услови. Добро. Значи, ние не зборуваме сега за индивидуален пристап. Ние зборуваме сега за така наречен масовен пристап. Значи, една институција во случајов комората ги прибира средствата од лица кои што сакаат да купат одредени аранжмани. Комората на своите членки во зависност од потребите и капацитетот на членките, значи не може хотел од 1.000.000 евра да земе 5 милиони, хотел од 1.000.000 може да добие 100 или 200.000 евра, колку што му треба да обстане и во идно време вие да преку нова платформа која што комората ја прави специјализирано наменета за овие работи, имате увид во кои угостителски објекти што све може да искористите за инвестираните токени, односно пари што сте купиле така наречено криптосредство. Вие практично се воспоставувате како берза на еден начин. Вие сте тие кај што од едната страна се угостителите, од другата страна се купците. Така. Вие сте платформата која што тоа се обидува да го менаџира. Повторно ве враќам на прашањето. Како реагира на вашите писма надлежните институции? Имате ли воопшто некаков одговор, бидејќи не би ме зачудило да се и тие збунети, затоа што ова е една материја која е за сите нова. Интересни се информациите што ги добиваме официјални и неофицијални. Значи, од неофицијално знаеме дека најмалку еднаш или два пати на повеќе состаноци се дискутирани околу нашите дописи. Официјално е дека со исклучок на Централен регистар и председателот на владата немаме добиено одговори. Од Централен регистар имаме што е она што значи пошифрана дејност што може да се регистрира во Македонија, кој што они може да го завршат во основ на одлуки кои што ние би ги донели и ги пријавиле како регистрација, не навлегувајќи во суштина. Затоа што вие берзата платформата би ја регистрирале. Или валутата, што би регистрирале? Ни берзата ни Значи, ни берзата ни валутата нема. Значи, барањето до Централен регистар беше озваничување на така наречено менувачко работење со криптосредства. Значи, вие во моментов ако сака да купите криптосредства, имаме еден проблем. Македонија постои или не постои официјално каде може да го купите. Целата улога е, значи, постои законска регулатива со кој што ви дозволува, сега да кажеме, во банка да си отидете и директно од вашата сметка во било која светска менувачница да уплатите одреден износ 1.000 или 10.000 евра и преку таа менувачница да си купите едно или повеќе, да инвестирате во едно или во повеќе криптосредства. Она што е битно, исто ви овозможува таа менувачница да тоа криптосредство го продадете,
да остварите добивка или загуба и истите пари си ги примите назад на сметка. И се додека така работите, вие немате проблем со македонската законска регулатива, затоа што на приходот, ако имате остварена разлика, ќе си пријавите и ќе си платите данок. Ако имате негативно, исто може да пријавите дека имате негативен, како да сте купиле акции на берза и овакво, и да имате авансен данок кој што во случај на добивка ќе може да го одбиете. Проблемот е што луѓето не го знаат тоа или малкуми не идат во банка. Најголемата грешка ја прават што одат во банка, подигнуваат готовински пари и одат преку пријатели на друго место купуваат криптовалути. И знаете што се случува? Замислете за 1000 евра сте купиле така наречен некој шпекулативен коин или токен, кој што во еден момент скокнал на 100.000 евра. Исто одите и по приватни канали ги продавате тие 100.000 евра, вие сте оствариле 99.000 евра разлика. Тие пари не можете да ги пријавите, затоа што немате текови, бидејќи немате од каде ви е потекло. Немате потекло. Нашето барање е всушност да ние регистрираме менувачница, да луѓето без разлика дали се од локален или регионален или меѓународен карактер, партнери, инвеститори кои што сака да им дадеме сметка каде ќе ги уплаќаат парите и сметка од каде ќе ги исплаќаме парите, за да имаме регулатива врз основ на кој што ќе докажеме парите преку кај сме ги примиле. Здравко Јосифовски. Така. Тука престануваме. Бидејќи времето одамна не истече. Сте се зафатиле со компликуван проект. Не сум сигурен дека државата е подготвена во овој момент да ви излезе во пресред со сите јасни позиции како тоа треба да се прави, но сигурен сум дека овој притисок ќе натера државата, конечно затоа и ние на програмава се трудиме да го актуализираме, да размисли да влезе во тоа. Веќе има држави кои што криптовалутите ги прогласуваат за официјални валути. Значи, само кратка напомена, Кажете. ако до пред неколку години беше забрането да зборуваме за канабис, уште повеќе некој да поопсти дека би можел на регуларен начин негдека тоа да го конзумира, денеска сме сведоци дека таа либерализација за кратко време ќе се случи кај нас и дека веројатно ќе постојат објекти каде што ќе може согласно законот да конзумираме. Меѓутоа, истото се случува со криптото. Значи, колку побрзо реагираме и го либерализираме неговата употреба, толку полесно ќе ни помогне. Не само зборуваме сега за угостителска индустрија и токенизација. Не сакам да зборуваме за токенизација на земјоделие, за токенизација на други индустрии, каде што и текако ќе ги смени начините на размислување. Она што во вашата емисија беше изминатиот период напоменато е тоа дека ние можеби како генерација нема да ги осетиме многу бенефитите од денешната крипто работење. Меѓутоа, младите генерации кои што се желни и гладни како сунгер за нови технолошки револуции и текако брзо се абсорбира и ги прифаќаат сите промени. Тоа е светот кој ним им припаѓа. Така е. А ние само ќе се шлепаме, барем јас говорам за мене. Благодарам уште еднаш, Здравко Јосифовски, многу интересна идеја. Ќе се навратиме на таа идеја, претпоставам и во наредните недели и месеци.